почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Тетовци мака мачат со задоволување на основните потреби со вода, бидејќи рестрикциите уште траат. Со дури над 70 км на час над дозволената брзина возеле 34 возачи. Промовиран прототип на електромобил со дизајнерски потпис на гостеварецот Михаел Марклер. Жителите на Тетово веќе 2 недели мака мачат со задоволување на основните потреби со вода, бидејќи има рестрикции. Од јавното комунално предпријатие велат дека нема доволни количини вода во изворите и чекаат состојбата да се подобри со затоплување на времето. Се уште не се знае точната причина за честите проблеми во водоснабдувањето на градот. Активистите велат поради малите хидроцентрали, додека пак властите одрекуваат. Во време на пандемија, кога им е најпотребна, тетовци повторно се соочуваат со недостиг на вода за пиење. Речиси 2 седмици во 2 наврати во текот на денот има неколку часовни рестрикции. Граѓаните мора да полнат резерви, но истовремено и да внимаваат да не им се расипат електричните уреди, како машините за перење облека и садови, поради фактот дека прекините настануваат во време кога има ефтина тарифа на струјата. Бидејќи ваквата состојба воопшто не е нова за нив, тие се револтирани и прашуваат како градот под шара нема вода. Недостиг тоа и тоа превише. Недостиг вода. Шарот има вода колку сакаш, а Тетово без вода. Тоа нема у свет такав. Убавина од шарот, ама луѓе нема што може тоа да го прави. 3 недели смо немали вода, 2 сата у 24. И може да замислите каков е животот без вода. Поготово сега во време на пандемијава. Со шишиња, балончиња полнимо у купатила, редимо. Како се снаоѓамо тоа е. Тешка работа е. Имаме рестрикција, да. И секогаш се пазиме да не дојде некој штетување на мислим на електрични, водоводните машина за перење ќе работи тоа. Цел град е со вода рестрикции има стално. Под шара смеја вода немаме. Тоа е еден парадокс во Тетово да плива во вода, а да немаш вода. И што ќе биде понатаму, како е, не знам. Па изгледа и владата е крива за тоа. Дава под концесија мали поточиња за хидроцентрали, а една хидроцентрала мала не може да произведе струја, да снабдува 20-30 куќи, а остава цел град од 100.000 жители без вода. Овој пат не се работи за дефекти, туку едноставно нема доволни количини вода во изворите, велат од јавното комунално предпријатие. Кога ќе се нормализира водоснабдувањето зависи од временските прилики. Од поранешната практика и искуство што го имаме ние во нашите предпријатија, изворите обично се зголемува производството на вода од изворите во месецот април, меѓутоа поради продолжување на периодата на започнување на пролетта, заради ниските температури, кои што се во високите правили, од кај што ние се снабдуваме со вода, каде што не се изворите, ние имаме фактички продолжување, ни се одложило времето на пристигнување на тие количини кои што се потребни на град. Иако активисти од невладините организации во повеќе наврати реагираа дека малите хидроцентрали се причина за проблемите во водоснабдувањето, премиерот Зоран Заев при неодамнешната посета на Тетовскиот регион уверуваше дека тие не се причината. Ниту една мала хидроцентрала не ја троши водата. Таа врти турбина и продолжува понатаму. Проблемот со водоснабдувањето во Тетово е децениски. Пред извесен период, поради лизгање на земјиштето, се случија поголеми дефекти во мрежата во Лешница, кои ги оставија граѓаните без вода за пиење со денови.
Недостигот на вода во Тетово беше причина Сдруженијето Еко Герила да испрати писмо до председателот Стево Пендаровски во кое се бара проблемот со водоснабдувањето да се третира во состав на Советот за национална безбедност. Последните 2 месеци, Тетово се соочува со сериозни проблеми како никогаш до сега. Тоа што е најбитно е дека се ова ни се случува во време на пандемија и веќе има друга конотација. Затоа ние имавме испратено и писмо до премиерот Заев пред 2 месеци, но тој никако да најде време или да ни одговара околу овие проблеми или да се формира комисија зошто се случуваат овие проблеми. И на крај тоа што ни остана е ние да се обратиме до председателот Стево Пендаровски, кој со механизмот на Советот за национална безбедност може да даде допринос за решавање или изнаоѓање на овој проблем. Од друга страна, исто така и Државниот инспекторат за животна средина до општина Тетово има доставено решение со задачи кои треба да ги завршат околу санитарната зона околу каптажите во Лешница и други активности кои се опишани детално кои треба да се направат. И нажалост општина Тетово во овој рок од 90 дена ништо нема превземано според инспекторатот. Имаме и институционална криза која сакаме да се реши во склоп на ингеренциите на председателот кој би можел да помогне да се најде решение и меѓуинституционално кој може да го реши. Тоа ни беше целта. За Великден и Рамазан да нема полициски час, предлага Комисијата за заразни болести. Како што соопшти денеска министерот за здравство Венко Филипче, другите олабавувања на мерките се полицискиот час да биде од 21 часот во останатите денови и да се отварат летните тераси на кафулињата и рестораните. Имајќи го се ова предвид, движењата, епидемиолошката крива утрово, на штабот се донесоа неколку одлуки за нови рестриктивни мерки кои што треба да важат во следниот период, односно утре на седницата на влада треба да се добие согласност и да се прифатат следните измени. Најпрво да се отворат летните тераси во сите угостителски објекти. Понатаму да полицискиот час се скрати и започне од 21 часот, а за време на престојните празници, тоа е Великден, значи сабота према недела, и 12 према 13, кога се слави Рамазан Бајрам, да нема полициски час, односно да може граѓаните слободно да се движат, а во тие денови работењето на угостителските објекти да биде исто како што ќе биде и до тогаш, односно до 20, односно 20 часот и 30 минути. Сето ова е резултат на се ова што се случува, на времено донесените мерки, димензионирањето на целокупниот систем на координација на приеми во болниците, имајќи го и ова сега предвид се ослободуваат и некои одделенија кои што беа дополнително ангажирани да сместат пациенти со COVID, така да генерално осеќаме олабавување во смисла на намален притисок, ги пратиме трендовите и во околните држави, овој втор бран на секаде во сите околни земји спласнува. Искрено се надевам дека тоа заедно со ова забрзана вакцинација која што ги следи после Великден, која што пред се кинеските вакцини ќе бидат дистрибуирани согласно бројот на пријавени во регионите околу местата за масовна вакцинација, ќе ја смени сликата за епидемијата кај нас. Младиот гостиварец Михаел Мерклер, кој се занимава со 3D дизајн на автомобили, успешно чекори во светот на автомобилската индустрија. Деновиве во Либан, каде работи за компанијата Електра, беше промовиран прототип на електромобил со негов дизајнерски потпис. Михаел Мерклер од гостивар кој се занимава со 3D дизајн на автомобили реди успеси. Вложувањето голем труд во она што го работи, амбициозноста и креативноста
резултираа со исполнување на неговите желби на професионален план. Михаел последните 5 месеци се наоѓа во Бејрут, Либан, каде е подпредседател во одделот за дизајн на компанијата Електра. Деновиве компанијата промовираше прототип на спортски електричен автомобил со дизајнерски подпис на 31-годишниот гостиварец. Ова е втор прототип на автомобил дизајниран од него. Стандардната верзија на промовираното возило ќе биде со максимална брзина од 165 км на час, а со едно полнење на батеријата ќе може да се извозат до 450 км. Цената на возилото ќе изнесува околу 30.000 американски долари. За работата во светот на автомобилскиот дизајн, Михаел вели дека е остварување на неговиот животен сон. Околу својата пасија за креирање изглед на возила, гостиварецот зборуваше во емисија на нашата телевизија, додека беше во родниот крај. Значи, уште како дете, нешто што можело највише да ме направи среќен е да добиам, например, за поклон количка како играчка. Тоа ме правеше стварно среќен. Исто така нешто што ми беше најзабавно е да играм видеоигри, меѓутоа со автомобилски трки, стрикно со тоа. Потоа исто така се случуваше да речеме кога некој автомобилче ми се расипеше, како играчка, ќе го извадев да речеме електричниот мотор, натре што се вика електрониката и си правев некои своји креации. Негде на 14 годишна возраст, прв пат во новина имав прочитано за еден наш сограѓанин, кој исто така во тој период се занимаваше со дизајн на автомобили. Таму беше пишан и софтверот, тој го користел на некој начин. Тоа ми даде како идеја, да почнам да речеме моите идеи, моите креации, да почнам да ги создавам со помош на тој софтвер. Нормално, секој почеток е многу тежок. Беме во период каде што немавме баш некој многу брз интернет. Во тој период немаше дури ни YouTube да може да се видат туторијали. Значи, се учев од нула. Плановите на Михаел за воиднина остануваат врзани со дизајнирањето автомобили. Вели дека е задоволен од работата во компанијата каде сега е ангажиран и дека ќе продолжи да живее во Бејрут за да се вклучи во уште поголеми проекти. 170 возачи вчера биле санкционирани за брзо возење на територија на СВР Тетово. Од нив 34 возеле со дури над 70 км на час над дозволената брзина. Вчера во периодот од 13 до 19 часот на подрачјето на СВР Тетово е спроведена засилена сообраќајна контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возило со брзина поголема од пропишаната. Санкционирани се вкупно 170 прекршоци, од кои 122 прекршоци од возачи кои возеле пребрзо надвор од населено место и 48 во населено место. 92 прекршоци се на територијата на Тетово, а 78 на територијата на Гостивар. Од нив 34 возачи возеле со дури над 70 км на час над дозволената брзина, а 107 со дури над 50 км на час над дозволената брзина. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредниот период. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за побезбедни патишта низ државата.
Инаку, во засилената акцијска контрола на Министерството за внатрешни работи на целата територија на земјава, поради пребрзо возење, вчера вкупно биле санкционирани 815 возачи. Судија на претходна постапка од Основниот суд Гостивар одреди 8-дневен притвор за гостиварец кој со автомобил се обидел да побегне од полициската контрола во моментот кога полицаецот стоел до него за проверка на документите. 49 годишен гостиварец од вчера попладне издржува 8-дневен притвор поради инцидент при сообраќајна контрола. Возачот направил обид да избега со автомобилот од полицаецот додека тој стоел до него за проверка на документите. Слични настани на подрачјето на Гостивар се случувале и претходно. Овој стана познат во јавноста откако видеото од моментот кога возачот го придвижува автомобилот, а полицискиот службеник трча по него да го запре, се сподели на социјалните мрежи. Секторот за внатрешни работи Тетово соопшти дека возачот се сомничи за сторено кривично дело, напад на службено лице при вршење работи од областа на безбедноста, казниво по кривичниот законик. Во официјалното известување на полицијата стои дека возачот на 24 април околу 17 часот и 10 минути на улицата Браќа Гиновски во Гостивар нападнал полициски службеник додека извршувал службени дејствија од областа на сообраќајот, пошто бил лишен од слобода и задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. Во текот на изминатиот ден за неносење заштитни маски парично се казнети 86 лица од Тетово и 17 лица од Гостивар. Регистрирано едно прекршување на полицискиот час во Гостивар. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Ноќеска половина час по полноќ во Тетовски Деребој, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 44 годишникот Тетово и 27 годишникот Тетовско Шемшево. При нивен преглед и преглед на патничкото моторно возило со тетовски регистарски ознаки управувано од 44 годишникот, а во кое сопатник бил 27 годишникот, биле пронајдени марихуана и непозната кафеава материја. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово и по целосното расчистување и документирање на случајот ќе им бидат изготвени поднесоци. Вчера во 18 часот и 55 минути, 20 годишникот Гостиварско Дебреше во СВР Тетово пријавил дека околу 17 часот во Гостивар физички бил нападнат од 19 годишникот Гостиварска Лакавица. Според пријавеното, 19 годишникот во нападот користел и метален предмет. Се расчистува и документира случајот. Вчера во 8 часот и 15 минути, 52 годишникот Гостиварско Дебреше во СВР Тетово пријавил дека ноќта помеѓу 24 и 25 април непознати сторители со употреба на сила влегле во црквата Свети Ѓорѓија во селото и одзеле пари. Извршен е увид и се расчистува и документира случајот. Вчера околу 13 часот и 30 минути на улица Благоја Туска во Тетово патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки управувано од 53 годишникот Тетовски Пирок удрило во 25 годишна жителка на Тетово и 35 годишна жена од Тетовско Сараќино. Тие биле пренесени во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. На местото на незгодата увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера околу 15 часот на клучката за Тетовски Групчин, полициски службеници на СВР Тетово привеле 34 годишникот Скопско Бојане, кој се превезувал во возило со скопски регистарски ознаки, што го управувал 27 годишникот истото село, а кој агресивно се однесувал кон полициски службеници кои извршувале службени дејствија. Тој бил задржан во полициското оделение Групчин и против него ќе следуваат соодветни поднесоци. Денеска во 6 часот и 35 минути во СВР Тетово пријавено е дека во Тетовска горна чаршија, пред спортска обложувалница, пронајдено е починато машко лице. Екипа на итна медицинска помош констатирала смрт без траги на насилство и било утврдено дека починатото лице е 62 годишникот Тетовска Шипковица. Јавен обвинител и екипа од СВР Тетово извршиле увид, а по наредба на јавниот обвинител телото било предадено на семејството. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира внимателно да се извршуваат земјоделските активности за да не се предизвикуваат пожари. Излетниците пак се советуваат да не фрлаат неизгаснати догорчиња бидејќи намерното подметнување пожар е кривично дело.
Од средината на овој месец на поширокото тетовско гостиварско подрачје во полн екс-интензивни земјоделски активности. Имајќи ги предвид ваквите состојби, секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до граѓаните да бидат крајно внимателни кога работат или се движат на подрачјето. Ова пред се однесува на земјоделците, како и на оние кои на најразлични начини и за различни потреби се ангажирани во шумите, да не ги палат стрништата, отпадоците, сувите стебла или гранките, зашто пламените јазици брзо и лесно се шират, а посебно кога е ветровито. Покрај тоа им се советува исто така да не фрлаат од пушоци или неизгаснати догорчиња. Ова исто така се однесува и на излетниците, кои за предстојниот продолжен празничен викенд се очекуваат во зголемен број, пред се во Мавровскиот регион и по долината на Радика. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш потсетува дека намерното предизвикување шумски пожар представува кривично дело, за кое е предвидена и затворска казна од 8 до 10 години, зависно од местото и неговите размери и крајните последици. Овде е крајот на регионалните вести. Останете на програмата на телевизија Кисименада, следува спортскиот преглед со Павле Симовски.